Прилеп успеа во изминатите 12 години целосно да се трансформира од град со затворени фабрики, илјадници невработени, уништена економија и болна транзиција, да се трансформира во град каде инвеститорите препознаа привлечно место за развој на своите бизнеси. Главен предуслов за ова се секако добрите услови и поволната бизнес клима кои ги обезбеди владата на ВМРО ДПМН, поволните проекти кои што ги обезбеди Агенцијата за вработување на Република Македонија и секако условите и поволностите кои што на инвеститорите им ги обезбеди локалната самоуправа Прилеп. Со измената на генералниот урбанистички план и изградбата на индустријски зони, обезбедивме услови за развој на стопанството во Прилеп. Целосно е распродадена и инфраструктурно е веќе средена индустријската зона Прилеп 1, односно Металец, во која што веќе се во изградба, а веќе започнаа со работа 4 објекти, 4 локални компании, во кои што веќе и работат преку 400 наши сограѓани. Инаку предвидена бројка е да во оваа зона се вработат преку 1500 лица. Веќе во фаза на продажба се локациите во индустријската зона Прилеп 2, или повеќе позната како Сточен пазар, во веќе се продадени 5 локации, а другите ќе бидат понудени на продажба. Во истата зона ќе се вработат преку 1000 наши сограѓани. Обезбедивме услови за инвестирање и во индустријската зона 3, 4 и 5, со што го раздвиживме и пазарот, го стимулиравме предприемништвото, бизнисот и стопанството во општината. Во меѓувреме, Прилеп доби и технолошка индустријска развојна зона, во која веќе работат 3 светски компании. Американскиот гигант во автомобилската индустрија Гентел инвестираше преку 20 милиони евра и вработи над 1000 лица. Со отворањето на уште 2 нови хали кои што ги планира компанијата, целта е да се вработат преку 2000 луѓе наши сограѓани. Во 2016 година се изгради објектот на германската компанија Акомпласт, која веќе започна со работа. Вкупната инвестиција изнесува 3 милиони евра и во оваа фабрика треба се вработат околу 250 лица. А веќе и третиот странски инвеститор кој што го донесе владата на ВМРО ДПМН и локалната самоуправа Прилеп е и германскиот гигант ВИК, кој ќе биде првата еколошка или зелена фабрика во Македонија. Истата инвестиција ќе вработи преку 2000 лица. Приоритети на секоја сериозна локална самоуправа треба да бидат изградбата на инфраструктура и локалниот економски развој. Ние досега покажавме дека успешно ги менаџираме двата приоритети. И со сите овие инвестиции придонесовме во периодот од 2005 до 2017 година во Прилеп да се случи рекордно намалување на невработеноста предизвикано од транзицијското пустошење од страна на СДС. Имено, во периодот од 2005 година, кога биле регистрирани 25.033 лица, во 2017 година се регистрирани 13.835 невработени лица. Што во бројки значи дека невработеноста за периодот од 2005 до 2017 година е намалена за 11.198 лица. Треба ли да ве подсетиме уште еднаш што се случи со прилепските и македонски гиганти Микрон, Билјана, Центропромет и многу други жртви на матната и плански спроведена транзиција од страна на полените на СДС. Дополнителен мотив за влез на новите странски домашни инвеститори кои поради штетната политика на владата на СДС веќе почнали да се откажуваат од своите намери за инвестирање беше изградбата на гасоводот Неготино-Прилеп и експресниот пат Прилеп-Градско. Владата на СДС ги стопира овие капитални проекти, а со тоа кажа не и на економскиот развој на градот, отворањето на нови работни места и подобриот живот на граѓаните, наспроти нивните ветувања дека доаѓа живот. Единствено што дојде е двојазичноста, пониските пензии, поскапата струја и населувањето на бегалци на територијата на Прилеп и на Македонија. Но и покрај сите овие обструкции и блокади ние продолжуваме уште порешително и уште посилно да се бориме за нови работни места и подобар живот со сограѓаните, а дека тоа е така, наскоро потврда ќе добиете и преку престојните локални избори, на кои што победа ќе издвојува повторно ВМРО ДПМН.